Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Зголемен број интервенции бележи територијалната противпожарна единица од Тетово во првите месеци од годинава. Штрајкот добива на интензитет, велат од СОНК, реагираат и за низа притисоци кон штрајкувачите. Полицијата регистрира настанат пожар во помошен објект во Гостивар. Зголемен број интервенции бележи територијалната противпожарна единица од Тетово во првите месеци од годинава. Оттаму уште еднаш апелираат граѓаните да бидат повнимателни, особено во овој период од годината, кога се извршуваат земјоделски работи и други активности на отворено. Тетовските пожарникари со зголемен обем на работа во првите месеци од годината. Бројот на интервенции надминал 200, односно за 60 на пожари повеќе, споредено со истиот период лани. Во зимскиот период најмногу гаснеле пожари поради неисчистени оџаци, а со доаѓањето на пролетта и пожари на отворено. Сме имале преку зимскиот период на неисчистени оџаци низ објекти, но со отварање на времето или па доаѓање на пролета, значи со подигнување на температурите, почна, значи, пожарите да се појавуваат и на отворен простор. Земјоделците, за жал, не мислејќи дека ги чистат нивите или па дворовите, собствениците на објектите кај што се, не мислејќи дека може пожарот многу брзо да им излезе, да се прошири, да им излезе од контрола. Пожарот може да голтне све пред себе, значи кога им излегува од контрола, тогаш не викат нас, идеме, интервенираме. Од територијалната противпожарна единица со апел до граѓаните да бидат повнимателни во насока на превенција од пожари. Наша работа е да бидеме што поблиску до кај нашите граѓани, во секој случај да им излеземе во пресред, биејќи за нив и постоиме ние, но често пати апелираме да бидат внимателни. Секогаш граѓанинот е тој што може да помогне, но може и да одмогне. Значи, да овие проблеми да се стварат секогаш од нашите несовесни граѓани кои се појавуваат пожари на разни места или разни пожари што се јавуваат. Значи, граѓанинот несвесно, несериозно земајќи ги работиве, не знаејќи дека со пожар не се игра, значи и доаѓа до несакани последици. Постојаните апели на пожарникарите се однесуваат до сите лица кои работат или се движат на отворен простор, особено до земјоделците, да не се пали оган на отворен простор, да не се палат стрништа, земјоделски и други површини, отпад или друг горлив материјал и да не се фрлаат од пушоци од цигари и до горчиња. Штрајкот се повеќе добива на интензитет, го правиме вистинското во интерес на членството, велат од СОНК. Од синдикатот зборува и за регистрираните притисоци кои ги добиваат штрајкувачите. Штрајкот секој ден се повеќе и повеќе добива во интензитет. Тоа значи дека и оние училишта кои што не биле членови по разни основи или членови, односно вработени кои што не биле членови на нашиот синдикат, на ниту еден синдикат друг за образование или па се членови на некој друг синдикат за образование, сите комплетно се вклучуваат во штрајкот и од тој аспект ние сме убедени и уверени дека го правиме вистинското во интерес на членството. Тука морам да споменам дека
сме задоволни од односот на директорите и другите надлежни во основното и средното образование, каде што немаме регистрирано или имаме дојава за неправилности, односно вршење на притисок врз штрекувачите. Меѓутоа, тоа не е пример и во детските градинки, каде што директорите вршат сериозни притисоци врз штрекувачите. Тоа го имаме регистрирано и го имаме и објавено на социјалните мрежи. За оваа забелешка мораме и изворот на притисоците да го детектираме. Сепак тоа му се допаѓа на некого или не, тоа е Министерството за труд и социјална политика, која што според нас наместо да се обиде да најдеме заедничко решение, да разговараме, да се договараме, да преговараме преку писма кои што впрочем се дадени подсетување на директори како треба да постапат и да им се закануваат на штрекувачите. За тие писма кои што се упатени до градинките не стои ниту име, нити презиме, нити подпис, нити печат. Значи едни неформални писма, сега ова за жал е копија од Вибер испратено, значи тоа се дури мейлинг листи секаде каде што е испратено. Значи од адресата на еден службеник од Министерството за труд и социјална политика до сите градинки, каде што не подсетува или ги подсетува штрекувачите дека согласно закон треба да работат 8 часа, дека дневница ќе им биде скината и не знам кои уште други законски обврски ни ги цитираат. Пауза, замислете, не подсетува дека сме имале пауза од 30 минути во текот на работното време. Значи, сето тоа е еден жесток притисок, така ние го толкуваме врз штрекувачите во детските градинки, кои што штрајкуваат, кои што и тоа како имаат право согласно закон за минимална плата и закон за работни односи, каде што е регулирано правото на штрајк, Уставот на Република Македонија, колективните договори или конкретно за детска заштита, колективниот договор, имаат апсолутно право да го изразат своето незадоволство, ги подсетуваат. Морам да признам дека доволно се едуцирани вработените во детската заштита за да знаат да ги прочитаат и протолкуваат законите и навистина нема потреба некој од Министерството за труд и социјална политика да ги подсетува какви се нивните обврски за време на штрајк. Ќе доставам барање до представниците на СОНГ за разбирање и преговорите да продолжат, но и наставата да продолжи. Истакна министерот за образование и наука Јетон Шаќири, додавајќи оти ќе чека повратен одговор од СОНГ во однос на нивниот допис. Ќе испратам писмо до СОНГ и неговото членство и се надевам на разбирање, да им овозможиме на учениците навремено да ја завршат учебната година и да ја отпочнат подготовката или реализацијата на веќе зацртаните планови за нивната иднина. Тоа е нашата заедничка должност, законска, етичка и морална обврска и верувам дека доколку не е од утре, веќе од понеделник, воспитно-образовниот процес ќе се нормализира, а со тоа и секојдневното функционирање на многу семејства во чии домови има ученици. Јас сум секогаш на страната на наставниците. Тие се најважната алка во образовниот процес и мора да добијат општествено признание за тоа и да бидат мотивирани да работат преку подобри услови и повисоки плати. Во таа насока и работиме, заедно со нив и со поддршката од повеќе други членови на владиниот тим. Но исто така, многу важно ми се и учениците. Тие се оската на секоја образовна политика која ја креираме, па затоа и се заложувам да ги вратиме во нивните средини каде повеќе нема да изгубат ниту еден час од настава. Мојата молба, како млад човек, кој ветува решение е да ги вратиме учениците во училиштата, да ги вратиме учениците во училишните клупи, наставниците во учениците, родителите на работа и општеството на здрави и сигурни шини во овие турбулентни времиња.
Вирусот се уште е присутен, не треба да му го завртиме грбот, треба внимателно да се однесуваме, велат експертите од Комисијата за заразни болести. Оттаму додаваат дека со Министерството се работи на тоа, постојано да има залихи од вакцини. Мислам дека се има поместување во делот на тоа колку луѓе се вакцинирани, меѓутоа ќе треба многу повеќе вакви активности да спроведеме за да имаме многу поголем процент на вакцинација и работиме се уште на реализација на идеите кои што ги имаме и ги споделуваме со Министерството за здравство. Она што сакаме и како порака и до граѓаните да ја споделиме е дека вирусот е се уште тука. Гледате дека на дневно ниво може да имаме помеѓу 100 и 200 ново заразени. Не треба да му го вртиме грбот и треба да бидеме внимателни како се однесуваме. Ги укинавме препораките за носење на маски, ги укинуваме препораките и за сертификати за влез во државата. Да, полека се враќаме кон нормалниот начин на живење, меѓутоа вирусот е се уште присутен. Не треба да му го завртиме грбот, затоа што во моментот секој пат кога ќе почнеме да го игнорираме и тоа го има како проблем останатите земји, игнорирањето на вирусот да им се врати како бумеранг и да имаат зголемени бројки на позитивни случаи, па дури и на хоспитализација и смртни случаи. Она што со Министерството го разговараме е да не се остави ниту еден момент да немаме доволна залиха на вакцини кои што ќе бидат потребни за вакцинација на населението. Се размислува и за тоа да се донесат вакцини кои што ќе бидат и останатите производители за да им се даде поголема можност на граѓаните да изберат со која вакцина би сакале да се вакцинираат. Се водат разговори за одредени производители кои што би можеле наскоро да бидат присутни, не само овие актуелните кои што ги имаме во државата. Така да во насока на тоа дека ќе имаме континуирано снабдување со вакцини, па дури и зголемен број на вакцини од различни производители, тоа е нешто што можеме да кажеме дека Министерството за здравство сериозно работи на тоа и тоа ќе биде остварено. Пожар во помошен објект во Гостивар. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Вчера вечер во 22 часот и 30 минути пријавено е дека настанал пожар во помошен објект на улица 29 ноември во Гостивар, сопственост на 46 годишен гостиварец. Нема повредени лица, изгорел покривот и делот на трешноста на објектот. Со интервенција на Гостиварската територијална противпожарна единица, пожарот целосно е локализиран. Екипа на Оделението за внатрешни работи Гостивар денеска врши увид на местото. Вчера во 9 часот 25 годишникот Тетовско Теарце во СВР Тетово пријавил дека во селото бил каснат од куче скитник. Полициски службеници на СВР Тетово пак вчера од 11 до 16 часот спровеле уште една од континуираните засилени акцијски контроли на пешаци, во рамките на која биле откриени и санкционирани вкупно 27 прекршоци, 8 во Тетово и 19 во Гостивар. Станува збор за исто толку пешаци кои ги преминувале улиците надвор од обележани пешачки премини. На сите прекршители изготвени им се соодветни законски предвидени поднесоци. При контролата исто така биле санкционирани и 13 други видови сообраќајни прекршоци, 11 во Тетово и 2 во Гостивар. Најмногу управување без возачка дозвола, 4 во Тетово, погрешно односно непрописно паркирање, 4 во Тетово и така натаму. СВР Тетово апелира до пешаците да бидат докрај внимателни каде и како ги преминуваат улиците, како се движат по улиците или на патишта на кои нема обликувани тротоари и максимално да ги почитуваат сообраќајните знаци, правила и прописи. Со тоа најнепосредно ќе придонесат за сопствената и вкупната сообраќајна безбедност на поширокото тетовско гостиварско подрачје. Ова се потенцира бидејќи предстои период на уште поголема сообраќајна фреквенција на ова подрачје.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно.